Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Драгче. И денеска сме расположени, и денеска ќе ви причиниме 30 минути позитивна енергија, но и еден убав специјалитет кој што може би сте го правеле, а може би и не, но најубаво е да го погледнете, па може би ќе ве заинтересира веднаш по завршувањето на емисијата да си го направите и вие дома. Поздрав до сите гледачи каде и да се и на кое место да не гледаат и се разбира секој пат ги поздравуваме пријателите на емисијата. Нашите пријатели Стокомак, да ги поздравиме Стокомак и да погледнеме дел од производите кои што ги имаме на нашите рафтови. Тоа се дел од производите на Стокомак. А се она што вам ви е потребно, поголеми производи, нешто што многу ви е значајно за вашиот дом, за вашиот доручек, ручек, вечера, ќе си го пронајдете во поголемите маркети на Стокомак, каде што можете да си најдете и голем избор. Значи, на рафтовите на Стокомак навистина има многу голем број на артикли кои што нема човек кој што не може да си најде нешто по свој вкус. Да ги поздравиме и по нивната нова линија на продажба, така наречена Македонка, налепници обоени во црвено, токму такви Македонка залепени на рафтовите на Стокомак. Ќе погледнете и токму на тие рафтови ќе ги пронајдете производите со македонско потекло. Купувајќи производи од домашно потекло или македонско потекло, ги стимулирате и македонските производители. Затоа да си ги поздравиме и да им посакаме берикетна година. Да си ги поздравиме нашите пријатели од мини трговскиот центар за домакинство, така наречена Мост, името и е Мост, се наоѓа до мостот на Пластичарската улица, нема кој што не може да ја забележи, можете да си најдете баш се за домакинството, не само апарати, и како што јас љубам да кажам, од едно лажиче за кафе, па се до убави бовчалоци за чеис. Значи, преубави перничиња за украсување на вашиот дом, многу убави апарати за готвење, кои што ќе ви го олеснат вашето готвење, убави кутии за пакување, елементи за вашата домашна дневна соба, детска соба и многу убави гарнитури за вашите тераси. Значи, сето тоа во еден трговски центар, мини наречен, но навистина голем по убавите работи кои што таму ќе ги видите. Верувам, кој што влегол, не излегол без производ. Поздрав и до нашите пријатели од МОС. Да си ги поздравиме и пријателите од ПК Беско, познатото ПК Беско, кое што нема човек кој што не ги пробал преубавите и вкусни производи на ПК Беско. Јас многу пати сакам да кажам, било од кој од производите да ги земете, можете да си ручате или да си направите еден убав сендвич, убава салата до вас и веќе немате никаков проблем. Проверен квалитет, ПК Беско. Денеска кој ќе готви заедно со мене, се знае задолжената личност или амбасадорот за голема реклама на продавницата за домашни апарати и се за домакинството МОС е мојата драга колешка Јелена. Насмејана и овој пат заедно со мене. Здраво. Така ти благодарам многу, Драгче, како си? Добро сум, благодарам и на тебе, ти убаво ми изгледаш и се надевам дека денеска со новиот апарат ќе покажеме како лесно некој може да си направи убав специјалитет. Да, ти благодарам многу, Драгче, на поканата. Јас сакам да им се заблагодарам и на гледачите, некако имав многу убав позитивен фидбек од првата емисија. Многу госпоги ме заследија на социјалните мрежи, на Инстаграм, затоа што кажав, нели, дека јас моите рецепти таму најчесто ги споделувам. Спомнав, нели, дека не сум јас онаа типична домакинка која што ќе влезе во кујна и која што знае се да направи. Јас сум од онаа помладата генерација која што можеби нема толку време за готвење, меѓутоа тоа што ќе се направи да биде брзо, така да ќе гледаме и денеска да ги искористиме производите на МОС, посебно ова мултифункционална електрична мешалка, која што е идеална за луѓе кои што немаат време како мене и не треба ти нешто рачно да мешаш, туку оваа мешалка ќе ја заврши целата работа. Додека си ја местиш шминката, може ова мешалка да
да работи. Можеш да правиш се што Повели сакаш. овде, Опс, јас ќе ајде. дојдам за да ти го подготвам шпоретот за печење. Така е, денеска ќе печеме и ќе правиме протеински кето лепчиња. Многу луѓе се заинтересираа за она кој што го зборував минатиот пат, посебно кога кажав дека не конзумирам шеќер, прашањето беше како? Како? Јас дали сум стрвна, дали си сакам после јадење, знаеш? Но секој сака да се касне. после нашата емисија јас редовно си го правам тој убав вкусен пудинг од тебе. Многу ми е драго. Многу е убав и нека послушаат гледачите и нека го прават. Така е, да, и денеска ќе направиме како што спомнав кето лепчиња, нема да зборам многу за кето, меѓутоа тие лепчиња се подготвуваат многу брзо, еве подготовката ќе биде 5 минути, 20 минути е печењето, не користиме брашно, ќе ги кажеме нели сите состојки кои што ги користиме и сакам да спомнам дека уште еднаш дека ќе го користиме оваа мултифункционална мешалка, затоа што навистина за луѓе кои што немаат време да седнат да мешаат, можеби сакаш нешто друго да си направиш, нели домакинкиве се сега на секаде Да низ се кујната. здроби салатка. Штедиш на време, драгче. Така. Тоа ми се допаѓа кај производите на МОС, затоа што се навистина мултифункционални. Ќе кажем уште еднаш, спомнај ти во најавата, во МОС се наоѓа баш на мостот Битпазар и е еден трговски центар каде што можете да си најдете апсолутно се, од производи за домакинство, производи за дома, како што кажа, светла. Обезбедени се со многу работи, меѓутоа ние во емисијата нели најчесто ги користиме производите за кујна. Исто многу сакам, ми е важно да спомнам дека без разлика дали имате голема или мала кујна, исто тоа е прашањето, нели имаме млади брачни парови, новите станови, знаеш, малите кујнички се покомпактни, помали, така да можете да си најдете и помали производи, тоест да, електрични производи за домакинство и поголеми, изборот е голем и нормално за квалитетот да не зборуваме, го имаме брендот кој што Арзум, Драгче многу често го кажува, тоа е брендот Арзум кој што е навистина феноменален, турска колекција која што навистина зборува за својот квалитет сам по себе. Можете да изгуглате слободно на интернет да видите дека навистина се феноменално. Подпечувавме многу пати лепчиња на нашиот тостер, следното ќе ми биде тостерки да направиме. Тоа сакав да кажам, може тостерки треба да направиме. Преубави. Преубави, значи мирисот е природен, убав, без некои Ама и естетично убаво изгледа, види ги боите. И многу брзо. Бокалот ни е најискористен затоа што правиме кафе, чај, па ни помага да додадеме топла вода многу пати во нашите манџи овде што ги правиме. И тоа брзо иде, мене ми е најискористен блендерот, затоа што има и помало блендерче и поголемо блендерче, не знам дали може да кажеме, блендер. Така, ама во помалиот и работиме тука нон-стоп. Ма и собира, ако ќе видиш вака помало, ама на брзински можеш се да си направиш. Ајде да видиме сега во новиот апарат. Леле, мораме да ги споменеме и овие преубави садови. Луѓе, значи, јас нешто драгче најшто сакам дома ми е садовите да ми бидат убави. Значи да ми бидат естетични, нели ние прво сликаме, па после готвиме или јадеме. Мора да споменеме дека во МОС можете да си најдете сите вие кои што сакате добар, квалитетен и уникатен порцелан, имате најразлични. Ние сега го имаме овој, затоа си ги ставивме производите тука. Елена, морам да ти кажам, кога ја посетив за прв пат, продавницата се сретнав со Суреја. Еве, многу пати ја поздравив и овој пат. И таа рече, дојди да одбереш сама. Јас имав оваа желба, овој пат да бидат овие садови, затоа што се навистина интересни, затоа што во нив можеме да ставаме и храна, но можеме и овоше. Како не? Можеме и колачи. Па на маса да ти стои можеш било што да се ставиш. Значи, универзални се. И затоа ги одбрав и ми е мило што и тебе ти се допадна. Многу, можеби следната епизода, Драгче, треба да отидеме таму да ја снимаме. Што мислиш? Па можеби. Таму ќе сготвиме нешто и онака има цела продавница, кујна ќе ни направат, емисијава има да грми. Да ја направиме. Вака сега, да се вратиме на кетопротеинските лепчиња, тоа се лепчиња за луѓе кои што сакаат да изгубат од тежина, тоа нели некако многу е ин сега во последно време, па и овој период, нели пред летото, сите се на некоја диета. Затоа најчесто се внимава на лебот и ќе го видите рецептот, многу е брз, многу едноставен. Јас кога ги правам овие работи на Инстаграм, луѓето секогаш ме прашуваат за нив, затоа ти реков дека ќе ги направиме овој пат. Би сакала да кажам дека нели спомнав дека нема да користиме брашно, меѓутоа ќе користиме псилиум. Псилиум е една тоа се лушпи од семе од индиски тегавец. Тоа е многу важно луѓето да го знаат, затоа што секогаш ме прашуваат што е псилиум. Тоа се користи за луѓе кои што имаат проблеми со холестерол, висок крвен притисок, срцето, собира многу вода. Тегавецот
јајцото е за тоа, да. Така и затоа ќе го користиме во овие лепчиња и ќе видите каков резултат на крај ќе дојде. Сега. Едвај чекам. Драгче, значи ти дали се сомневаш во мене, кажи ми? Никако. Така. Никако. Вака сега, јас во рецептот кажав дека 3 јајца ќе користиме, меѓутоа за да направиме помала количина, јас ќе почнам со 2. Опа. Директно од садот. Ама нема тука, значи види вече. Да. Ќе ставиме 2 и секогаш кога готвам, сега тоа е кај мене, не знам кај другите луѓе, нешто ако не ми е по список, затоа што јас никогаш не готвам се точно по список. Ако сум рекла 3 лажици, нешто ќе ми испадне може и за 4 лажици. Може и да бидат и 3, 5 и така. Не знам тоа дали е кај повозрасната генерација. Секако. Добро е да не испадне дека јас сум рекла сега една нешто, а испаднало нешто друго. Секако. Еве вака, ќе ставиме сега за сега 2 јајца, јас си припремав 3. Драгче, дали ќе може само да го пуштиме ово да стопиме малце путер, ќе ти кажам зошто ми треба. Секунда само, ми требаат само тоа ќе го направам јас. Мало парченце путер да се стопи, тоа на крај ќе биде потребно и ова парченце. Значи малото, сосем малото да го поставам. Не, ова не, малото. Добро. Значи ставаме 2 јајца, крем сирење, 200 грама крем сирење, ние го ставивме тука. Сега ќе ми треба лажица. Имаме кај садовите повели? Да. Гледаш само тоа да го земам. Дали затворив убаво? Претпоставам затворив. Одлично. Добро, еве ставаме сирење, како што кажав, 200 грама крем сирење, можете да најдете по нашите маркети има. Секунда. Инаку, да се спомене дека ова го немам правено можеби месец или 2. Ако не испадне, да не се смееме тука. Кажи ми, Драгче, дали некогаш сте правеле нешто со гостите, а не испаднало можеби како што? Јас до сега не ни се случило такво нешто, но можеби заради тоа што многу пати ќе кажат пробавме и пред емисијата да го направиме дома. Ја не пробав, ја пред месец време пробав. Ајде. Чак, знаете како викаат, кажан грев, не е грев, така да ако не, мислам ќе испадне, ама може нема да биде како што ја замислов, ама ќе видиме. Еве сега ставам лажици, ќе ставам 3 псилиум, па ќе видиме дали ќе има потреба да ставиме и 4-та. Така е. Затоа што ми е многу важна густината и на крај ќе ставиме 1 прашок за пециво. Сега. Ова има една од другата страна е штета на камерата, го повлекуваме ова тука и ја подесуваме брзината со која што сакаме ова да имаме копчиња исто како за наш поред, каде што може брзината или на миксер да се подесува. Кабелот да не пречи. Смета? За да види камерата. Копчето тргни ја раката. Ете така. Тргни ја раката. Ова тавчето. Да, повели. Дали може сега да го оставиме путерот се растопи или малку? Веќе ти го растопив комплетно. Малку сега пати не треба тоа да... Комплетно, види, мајсторски. Мајсторски. Драгче, јас и ти сме одличен тандем. Чека да пробам вака да го истурам само малку, тука. Ето така. Околу 20 грама треба да биде топен путер. Преубав шмек, некако преубав вкус дава. А што би го заменило доколку па не знам, јас со путер, можеби луѓето заетин сака да стават. Масло ќе си додадам, ако дома ги правам. Да. Добро. И ова ќе го повлечиме. Малку сол. Интересно. Малку сол. Покажи ја солта. Додаваме сол. Малку сол. Добро. Сега се мислам дали треба уште едно јајце да ставиме, затоа што ќе го ставиме прашокот за пeciво, како што гледам дека треба. Треба според така. око, затоа што гледам грудчиња. Драгче, ти, ама тој треба да биде малку погасто.
Ај ќе ставиме псилиума кој е поретко. Ајде бе, нека има повеќе, па да, нека има. Чека сега ова да го кренам само. Овој твој специјалитет да се види. Драгче, ова мора да успее, бега тука гледачите да не ми речат после нешто. Те кажат отиде кај Драгче, ништо не направи. Не, добро е. Се шегувам. Морам да им кажам на гледачите, кога се подготвувавме кој од екипата на Канал 5 телевизија треба да готви овде, дојдоа сите колеги, Елена вели Драгче, мене не ме дире. Знаев дека ќе го кажеш тоа. Ете, како се вели, Господ ја слушна и сега повеќе пати ќе биде. Затоа викаат, никогаш не вели никогаш, а јас бев прва, Драгче, те молам. Јас не сум за кај тебе во емисија. Јас гледам тука луѓето прават торти, чуда, печат. Каде бе ја торта да направам? Ја нешто полесно. Ајде. Ама ете, одиме повторно. Повторно со одлично. Повлекувај ги сите што не ти требаат навака. Јас ќе ги поместам. Да го фрлиме. И танирчињата, дај ми ги сите што не ти требаат. Одлично. Само да го поместам прашокот за пecivo да не ми оди многу тука, за да се распредели на секаде убаво. Затоа што не го ставив баш во средина. Може би требаше да застанеш, па да го посипеш затоа. Добро, еве, истуривме и прашок за пecivo во секој случај. Еве, уште малку ќе мешаме и мислам дека е идеално. Ова само тука да го ставам. Не може да гледаш како ми дојде убаво сега смесата, имав право. Значи, јас тебе ти верувам, да. Од око. Така. Готово. Ова го креваме тука, само да го исчистам, да го спуштам надоле. Рерна загреана на 200 степени. Веќе ти е поставена, загреана. Не, ја пак ќе дојдам, значи крај. Мора да направиме веднаш тестото за тостерки и веднаш да ги печеме. Овде. Драгче, само каде ми се омилени, да ти кажам. Стварно? Да. Епа, ништо ќе направиме заедно. Што сакаш? Ова само сакав, извинете, да го земам. Значи, ни треба едно... Се што не ти треба, мораш да подадеш. Да, псилиум можеш да земеш. Добро. И солта да ми ја подадеш. И солта повели, за да видат нашите гледачи. Значи, тука имаме такво едно мало плехче, во кое што веќе имаме ставено малку зетин, само колку да не лепат. Така. Ето така. Се што не ми е потребно, ќе го... И викаш ти во мост порцеланот ти се допадна најмногу, а? Морам да кажам дека преубав порцелан имаат и дури оној што е, како го нарекувам јас, кралски порцелан, каде што може да најдат со убави линии со 24 каратно злато. Има за секој па нешто. Значи, за сите, како се вели според джебот, преубави се оние нивни Морам да ставам малку вода на рацете, за да не ми лепи сега. За седење на тераса. Преубаш. Значи, на вистина. Драгче, да. Сега дека е нели времето баш за седење на тераса. Преубави табуретки. Многу убави јастучиња во разни бои, шари, дури мераци да те фатат. Како не? Само да им кажам на гледачите, влажни, ставив малку вода затоа што сега ќе треба да оформиме нели топче. А јас мислев со лажичка само ќе ги поставуваш. Не, па јас сакам со раце. Добро. Со раце сакам, некако најубаво ми е. Лесно ти доаѓа, добро. И за да не лепи малце водичка, не знам, ја уживам во овој процес. Ако, ајде. Сега. Нека биде по твое. Значи, еве како, тука треба да испадне. Сега ќе ни испаднат малку повеќе, ама ајде да направиме две, затоа што чисто за нагледачите да им покажеме. Добро. Чекај вака. Ова уживам да правам. Па со раце, некако поубава енергија добива. Да, си го фатил, знаеш, си го почувствувал тоа што си го направил. Не знам сега толкова топче. Еве, уште едно ќе направиме.
Не знам, ај преубав. Иначе јас дома правам хаос, не знам дали кажав минатата емисија кога се Кажа дека правиш хаос, но тука еве јас внимавам и се ни е во ред. Драгче, ќе дојдам тука да готвам. Дисциплина. Имав многу вредна мајка, но со голема дисциплина и јас морам таква да бидам. Одлично. Хартијата сега чека да видам дали вака или вака. така. Супер. Одлично, за да видат камерите. Ќе го дигнам ова јас чисто да видат гледачите, меѓутоа гледаш сега на втората тура не ставив за вода на рацете и се подзалепив. Затоа ти кажав со лажичка полесно ќе ги Не, местеше. јас сакам со раце. Добро, ајде. Така да почувствувам дека нешто сум правила, знаеш? Добро. Имаме ли уште за едно место? Не, две, Немаме. па овие ќе си ги направиме јас и ти за после. За подосна, добро. Така. Значи овие треба да бидат така помалецки. Сега ќе ми треба само секунда да се измијам, затоа што треба да ги премачкаме со јајце. Со жолчка од јајце. Да. Ајде, јас ова ќе го приберам, за да не ти пречи сето ова. Да, земи ти се слободна. Ете, од оваа страна. Ајде, сега премачкувај за да се гледа се комплетно како тоа го работиш. Еве ги двете лепчиња. Супер. Премачкувај ги и сега ќе ги покажеме, само да ги премачкам, па кажи ми бибер да немаме случајно малку биберче да ставиме. Видете се ја, значи ова јас обично кога сум дома знам и семки да си ставам. Знаете ленено семе, сончо, глед. Сакаш сусам да додадеме? Има сусам. Имаме. Дај да фрлиме да наросиме малку уште пува, затоа што дома така си ги правам. Еве ти, па не ми кажа, па имаме и други семки, но ти не ми кажа, ќе изваде веќе. Сега ми текна дека знам по дома што правам. Од фрижидер. Инаку Драгче е спремна максимално. Нема што нема овде. Кога отварам фрижидер, нема што нема. Морам да сум за се, така кажам, таква ме научи мама од мала, под комплетна дисциплина. Војничка. Чекајте секунда, дај да поросиме малку семкички. Бибер ми даде, така? Еве ти бибер до тебе. Добро. Можеш да додадеш. Значи ова е по желба, кој што сака нека става. Јас обично и ленено семе ми убаво, некој пати чија семе си ставам, јас многу сакам семки. Не ми кажа да ти изнесам, затоа што тука гледам повеќе да ми се зачините, сега да не растурам во фрижидерот, но имаме семки. Добро. Дали треба да покажам на кај камерата сега да видиме на... И ќе дојдеш за да ги... Чекај сега да не ги истурам ја тука. Ама стигнавме до опс. Добро. Дали се гледа камера? Вака се гледа, ти убави се, нема да ги исипеш. Добро, значи сега ги ставаме на загреана рерна 15 до 20 минути. Но бидејќи овде ти е наместено тука, само на 10 минути ќе одиш. Зашто на 10? Затоа што сакаме денеска нашиот шпоред работи на 10 минути. Ако каже Драгче дека работи на 10, која сум јас да кажам на 15? Така, па треба да работиш во кујната, затоа да забележиш она што сакаш да го печеш, да ја забрзаш, да го забрзаш процесот на печење и готвење со минутажа. Затоа и ни е ставен со вентилатор, со човек кој знае работи. Знае. Ете така. Добро, ова ќе го оставиме за после, чисто да им покажеме на гледачите дека... Види, можам јас ова овде да го одврзам, кабелот, а ти малку да го... Не, да го свртиш кон нашиот колега, за да ги видат сите копчиња. Инаку, од доле има, како да ги кажам, како гумички, за да не ви бега, за да не ви мрда. Ете така. И да не биде нализгава. Не може да биде нализгава, затоа што многу добро се позиционира од доле со гумите. И покажи сега, ова е за симнување на... Чекај се од другата страна. Ете така. Ова вака го За правите. симнување. Или си го, чекај како и за кревање. Дали сум... Да. Одлично. Значи едноставно е ова. Леле, кај одам чекај. Ова се брзините. Добро. И ова што го оставив мешалката, многу лесно се позиционира тука, си ја вадите, си ја ставате, толку 3 работи имате на овој апарат. Освен тесто, можеме да направиме овде и шлак крем, шлак пена, пудинг, како што велиме, оној ладен, твојот убавиот. Ова е спас за се, Драгче, значи ова го пуштам да речеме на, не знам, 2-3 минути и јас си работам што си работам друго. Мислам за луѓе, како што кажав, затоа што денеска младите
немаат многу време. Мислам, повозрастните генерации сега има и млади што обожаваат да готват, да се разбереме. Меѓутоа гледам дека од година во година рецептите се менуваат. Некако тие традиционалните како да ги оставивме на возрастните, а ние правиме сосема нешто друго. Ама кога ќе дојдете кај возрастните си барате домашна пита. Па дома кога ќе идеме, домашна манџа. Баба ми каков зелник знае да измеси, значи баба ми нема конкуренција. Така. Ама она си има и свој рецепт, и своја љубов, и свој начин како го подготвува тоа. Ние овде ги оставивме, ќе го побарам рецептот на денот за да видиме што се нам ни е потребно, а потоа да видиме уште колку време ни е потребно, да се доиспечат. Ајде да ги погледнеме состојките. Протеински кето лепчиња, 3 јајца, 4 лажици псилиум, 200 грама крем сирење, 20 грама топен путер, 1 кесичка прашок за пециво, се печат во загреана рерна 15 до 20 минути на 200 степени. Но кај нас, бидејќи ние сме во можност да го подесуваме нашиот пријател, лепчињата ни биднаа се само 10 минути. Така е, јас би сакала сега да ги извадам и да ги сервираме ако не е проблем. Повели, чао. Повели ова за подршка. Да, затоа што е навистина топло. Чекај вака сега. Ајде, полека. Браво. Ај, кажи дека не е ова добро. Убаво што ги сплескаш, што викаш ти со раце ги сплескаш. Човек, значи, рака кога ќе се фатено е. Тука, зошто ти ја дадов? Чекај сега, морам со ова да ги извадам, затоа што... Затоа ти ја дадов даската, флекчето да не ти е на нашата масичка. Бега да не изгориме студиово сега тука. Чекај сега. Грешка во кораци. Дали може да сервираме тука, камера? Може. Затоа се направивме 2, меѓутоа од оваа смеса мислам дека уште 2 ќе излезаат, 4. Еве, нека е вклучена рерната, ќе ги вака, пази само да не те изгорам, извини. Можам да го повлечам. Сакам да кажам дека ова се како бриош лепчиња и доколку можеби сакате да се направите сендвич или можете само така да си ги јадете. Рецептот го слушнавте, еве вака да покажам. Навистина ова е нешто кое што е исто превкусно, еве ќе пробаме. Сега на сол не знам како ќе биде, затоа што јас си играм, си експериментирам со тие работи. Не ми секој си е тоа различно, меѓутоа нешто кое што можете да го конзумирате без страф, нели најчесто имаме страф од лебот дека може да не поправи, дека е полн со јаглехидрати, овде имаме масти и протеини. Ете, браво, добивме еден убав совет и еден убав оброк од тебе, а нашите пријатели те наградуваат тебе. Пак ли имам подароци? Имаш подароци од пријателите од МОС, ваучер со кој што можеш да си купиш нешто што тебе ти се допаѓа. Многу ви благодарам и уште еднаш да им кажам на гледачите дека секако можат да го посетат овој домашен центар, како го викаш ти? Јас го викам мини трговски центар за домакинството, се за домакинството. И навистина се може да се најдете внатре, значи да не бидат само... Иако не си помесо, но ќе ти дојдат пријатели. На татко ми, јас не сум, ама татко ми. Така. Е помесо. Благодарам многу, Драгче, навистина ужива во твое присуство секако и некако јас сум инспирирана кога сум со тебе затоа што ми даваш насоки, инструкции. Јас сум личност која што прима такви и критики, и конструктивни критики и сакам да учам, така да многу ми е драго што ете денеска имав уште една шанса да се дружам со тебе и да им ги покажеме на нашите гледачи производите од МОС кои што и како можат да се вклопат во нивниот дом. И навистина ќе се радуваат кога некој ќе им дојде на гости да ги пофали. Нормално. Ти благодарам уште еднаш. Ете така. Тука сме на самиот крај. Драги наши, се надевам дека и овој денешен рецепт ви го освои срцето. Нашата сакана Елена. И се разбира, готвевме со производи од нашите пријатели од Стокомак и во апаратот на Арзум од се разбира од продавницата МОС и се надевам дека ве освоивме со овој рецепт. Побарајте го, ќе ви го дадеме секако и направете го дома. А до следното видување, како ви велам, ве сакам.